Почитувани колега Тала Джафери, почитувани колеги пратеници, заменички министерке. Завршната сметка е една од механизмите за надзор на собранието над извршната власт, односно на владата, за трошењето на јавните финанси. Една од најклучните алатки во делот на механизмите кои ги има ова собрание, а е така затоа што граѓаните преку нас всушност можат да слушнат каде е прибраните даночни средства, односно она што тие го плаќаат во овој изминат период, односно во период од една година се потрошило како парични средства, односно каде преку своите економски политики владата ги пренасочила, односно ги наменила тие парични средства. И мислам дека после донесувањето на буџетот е еден од клучните документи. Добро е што вие кажавте дека после 2017 година, односно по годината каде што се очекуваше закрепнување, а јас ќе кажам една од најлошите години затоа што имавме 0% раст, никаков раст, 0 на бруто домашниот производ. Во 2018 година очекувавме и ние дека ќе имаме подобри резултати. Таа година всушност е проекцијата од 3,2%, 3,2% всушност реализирана со 2,7%, што исто така е едно големо промашување за состојбите во 2018 година. И пред да ги кажам од другите параметри, односно она што во 2018 година е направено и реализирано од предвиденото, вие кажавте дека насочени 2018 година бевте за финансиско подпомагање и привлекување на странските директни инвестиции, кои ќе кажеме какви беа всушност на бизнис заедницата. За ние сега, навистина сите, треба да бидеме свесни дека ние, односно вие како влада и создадените прилики направија големо зло на бизнис заедницата. Република Македонија треси една од најголемите рекет афери што се случува, а вие кажувате дека сите насоки ќе бидат во подпомагање на таа бизнис заедница. Донесевме законско решение за да ја помогнеме, а всушност денес ја слушаме јавната обвинителка која излезе после кој знае колку време да се правда, да кажува, а завлезе надлабоко во тој рекет систем. Жалосно што ова ни се случува и јас побарав сите да бидеме единствени во ова прашање, зашто граѓаните ја изгубија довербата во сите подеднакво. А една од главните сегменти е оваа влада која е длабоко инволвирана во овој систем. Меѓутоа да оставиме на презумцијата на невиност, така сакаме да кажеме, да видиме судските органи како тоа ќе го завршат, со голем знак прашалник затоа што и во извештајот од Греко е скажан скептицизмот околу коруптивноста и на судството, не на сите, меѓутоа на делот од тоа. И во делот на извештајот од државниот ревизор многу е битно да кажеме дека и она што го очекуваме, дадените препораки од државниот ревизор треба да се следат и да се исполнуваат. Исполнета е само една препорака, 15. Во тој дел утврдивме дека дел од буџетските корисници, тоа е од извештајот на буџетскиот ревизор, имат нецелосни буџетски барања, не ги содржат сите предвидени образци, немат доставено план за систематизирани пополнети работни места, план за јавни набавки и други стратешки планови, кои се основа за подготвување на буџетот. 32% од купниот процент на доставени буџетски не содржат тригодишни стратешки планови. Значи, она што сакаат и новинарите да го кажат, дел од нив што известуваат, каде овој авион лета без пилот. Значи, целокупниот процес на создавање, креирање на буџетот, на добивање на тие буџетски циркулари во основа не е добро осмислен и спроведен. И уште едно од државниот ревизор, капиталните расходи во 2018 учествува со 4,87 во вкупните расходи на основниот буџет. Извршувањето на капиталните расходи бележи пат од 17,4%,
односно намалување за 44,64%. Тоа во делот на реконструкција, на училишта, на градинки, на се она што сакате после вие да прочитате, навистина не држи, затоа што ова, јас ќе го прочитам во делот на буџетот, тоа сакам и граѓаните да го видат, тоа што е планирано и тоа како процент кој е реализирано. И во делот изградба на социјални станови 0% реализација. Плаќаат граѓаните пари за тоа. Водовод и канализација 0% реализација. Инвестиции во железничка инфраструктура 48%. Подрачни единици во Министерство за животна средина 5% реализација. Многу битно, дневни центри при фатилишта во социјална заштита 1,84%. Значи, ние издвојуваме пари, го носиме буџетот, треба да се реализират. Не го реализира оваа влада. Основно образование 15%. Универзитетите, многу важно. Универзитетите молат уште при донесувањето на буџетот да издвојуваме повеќе парични средства. И од тие издвоени парични средства од 40, 50 или во некој и 0% реализирани. Имаме реконструкција на основни училишта 5%. Срамота. Срамота. Тука е тој економски раст. Тука е тоа што треба да го прават и владата и локалната самоуправа. Реконструкција на ученички домови 0%. Знаете какви слики вие покажувавте за ученички домови тука? 0% реконструкција. Доделени неискористени парични средства. Мислам што сакате да прочитате, тоа е факт, тоа е објавено и ова е завршната сметка. Тоа е единствениот приказ што граѓаните можат да го видат што оваа влада сработила. А тоа да не говорим од Министерство за транспорт, дека ќе има 550 километри патишта, па ќе има 1100 регионални патишта, ништо од тоа не е направено. Во 2018 година имаме 65% реализирање на капиталните расходи. Тоа цело време ние го спомнуваме. При ребалансот на буџетот имавте намалување. Прво беа предвидени 400 милиони на 300 милиони, па после тоа се реализираа 200. Тоа фактички значи 50% ако не ги намалевте и после тоа вие кога останаа ги пренасочивте на општините каде и се уште тврдам дека е грешно, оттаму идат едни од јавните и јасните сигнали од бизнисмените на каков начин се одбирани за да можат да ги добијат тие парични средства. Не согласно законот тие 15% што нема да земат. Не. По друг принцип како се, а како да остават одредени пари за одредени структури во локалната самоуправа. Меѓутоа, во делот на реализација на тие капитални расходи, од 2011 до заклучно 2017 имавме не помал процент од 75% на реализација. Тоа е тој економски раст. Тоа е тоа придвижување на економијата. Тука вие ги направивте сите стопирања, а ово друго од исто време земате задолжувања, немате реализација на капитални расходи, каде одат тие пари? Никој не одговори на тоа прашање. Ни министер за финанси, ни заменик, ни премиер на влада. Понатаму, странските директни инвестиции, кои се многу важни, клучни и кои се исто двигател на економијата, тие што бевме длабоко критикувани во технолошко-индустријските развојни зони, кои сега го создават тој извоз, тој процент на извод кој влие на раст на бруто домашниот производ. Имавте почетокот на 2019 29 милиони. Значи 2011 имавме 197 милиони. Мора да имаме поголема насоченост во креирање на нови работни места, на создавање не по систем на минимална плата, односно онаму каде што нема продуктивност, туку да создаваме со привлекување на странски инвестиции, на малите бизниси, да отвараме работни места кои на таков начин ќе придвижат економијата и ќе имаме поголема продуктивност. Растот на бруто домашниот производ, кажав, и то во време 2018 каде што имаме најголем раст на економијата на сите земји и во обкружувањето и во Европа. Многу други
работи ги направивте кои се надвор од вашите ветувања и со минималната плата 2018 година единствено ја зголемивте акцизата, која негативно влијаеше во цел тој процес. Минималната плата беше промашен проект. Го имавте за 70 до 130.000, од вај корисници имаме 20.000 на лица. За јавниот и државниот долг е посебна приказка, затоа што и јавниот и државниот долг во овој изминат период, односно во периодот од изнесуваше се зголеми од 38 на 40%. Благодаря. Имаме јавниот долг од 46 на 48,5%. И во стратегијата, само една да ја завршам мислата, и во стратегијата е зголемување до 2020 година на 52%. Не се врши никаква консолидација. Значи, економијата се уште е во слободен пат, се уште тони, од она што е направено претходно. Имате само резултати. Има резултат од оваа влада. Ништо, апсолутно ништо друго. Благодарам.